Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 65-66 минути и вие и јас имаме права да знаеме вистината. Вистината вечерва ќе ја побараме во интервју со Джевдет Хередини, поранешен министер за финанси, веројатно човек кој е најактивен на социјалните мрежи, ги критикува и СДСМ, ги критикува и ДУИ, ги критикува и ВМРО ДПМН, и ја критикува американската амбасадорка, човек кој многу знае. Бил министер во клучен временски период 92-94 година, подоцна има низа политички и јавни функции, бил вклучен во процесот или рида кој се случи тама некаде 92-93 година за преговорите со луѓе на Сали Бериша, дали требало да биде лидер на најмокната албанска партија во Република Македонија, дали ќе има европска коалиција, на што се долучи конфликтот помеѓу Али Ахмети и огнените момци кои сега ескалира на политичката сцена. Останете со нас, 65-66 минути, интервју со Джевдет Хередини, тврдо интервју, сигурно нема да зажалите. Добро вечер за Джевдет Хередини, поранешен министер за финансии. Се до појавата на Талат Џафери и на Артан Груби, највисок албанец у хиерархија на Република Македонија. Врз на што го заклучува? Министер за финансии, вие палевте, вие гасевте, вие буџет правевте, 2 години буџет правевте, делевте пари, сите на баци рака ви доаѓа. Па знаеш што, овие работи кои си на важни места не се ти индивидуални потфати. Тоа и не може да биде, например, и на министерот на Америка за финансии не е негово дело буџетот. Да, меѓутоа бевте... Тука има учесници во буџет. Хередини, вие бевте министер за финансии во 2 клучни години, 92 до 94 година. Да, и буџетот за 2095 направив ја. Направи буџет за 2095. Да. Значи во тој временски период всушност удрени темелите на правење на олигархијата во Република Македонија. Како и тоа да звучи грубо или да звучи од денешен аспект, можеби и не толку мокно, значи темелите на олигархијата се направени 92-94 година. И вие бевте министер за финансии во еден клучен временски период кога се поставуваат темелите на финансискиот систем во Република Македонија. Не, вака беше. Македонија беше во федерација до тога. Пред да биде... Неколку месеци пред да станете вие, така? Да, не, Македонија била федерална единица на Југославија. Финансиската политика и така натаму била секогаш креирана во Сојузот, во Сојузното собрание и така натаму. Овде имало органи за тоа, меѓутоа биле немногу значајни. Крехки, ако викаш ти олигархија, тој збор олигархија ми звучи за Македонија мене мало вака премногу надуван за тоа што цел буџет на Македонија во тоа време не бил милиарда марки. Ама, Хередини, се извинувам, ако говориме за мафија, ако говориме за криминал, ако говориме за такви термини, тогаш говориме за олигархија. Знаете, од тој аспект, ако ги анализираме работите, тогаш Македонија е мала и не може да има мафија, нели според вашата логика? За квантитетот ја зборам, за квантитетот. Топ 10-ка. На 1 милиарда марки, не полна можа, милиарда марки. Сега 4 милиарди евра буџетот. Сега, да, за тога ја зборувам. Значи, гледате колку е зголемено. Видите, а во тоа време се биле и 92, и 3, и 4, и 5, биле сите тие потреби на буџетските корисници на ова Македонија и социјалните трансфери и трансфери за инвестиции и така натаму. Значи вие сметате дека не сте биле важна, дека не сте биле важна фигура. Да, тоа не ти дава можност и дека немаме олигархија, тоа сака да кажете. Апсолутно. Јас сметам дека не немаме да стане збор за олигархија. Топ 10-ка, што нели ја нарекува топ 10-ка, 10 најмокни бизнисмени или 12. Тие немале врска со буџетот, тие биле кај мене буџетски извори на приходи. Не сум имал, не можеле тие од она што сум бил и јас надлежен, буџетот. Тие не земале пари од буџетот. Тие прв пат јавно се промовира, кога му давате или му го поклонат оној шах на Бранко Царенковски, кога Царенковски заминува на председателската функција. Тога сите на Купча прв пат ги видовме, без покојни Данчо Шотурков и Гаврило Гаврилски, како се тие мокни, нели го испраќаат Бранко Царенковски, тој организира одреден ручек, нели го испраќаат на функцијата председател на државата. Прв пат таа голема македонска олигархија. Во ваше време таа македонска олигархија од комунистички директори
се трансформира во крупни Се капиталисти. уште не во Добро, тоа време. тоа се темелите ставени. Ама што тие олигарсите? Цела трансформација на општествено-економскиот систем беше јавната собственост, државната да стане приватна. Целта беше тоа да имаме што поголеми, камо среќа да сме имале огромни олигарси, тоа е богатство и на државата. Добро, Јер тие луѓе како поединци, тие што се успешни, тие што развиват, тие што отварат работни места, тие пари, тие самите јадат и пијат толку како и секој човек. Сакате да кажете дека малку сме им дале. Не сме им дале ништо, Сме требале да им даеме поише во процес на Ама кој не остана ништо се, инаку ќе им дадевме. Не остана ништо, ќе им дадевме. Грешка имаш, ние имавме самоуправно стопанство. Добро. Од 50-тите. Добро. Грешка имаш. За разлика од другите системи, комунистички, уште 50-та, 51 година излезе законот за предавање на предпријатијата и за другите на управување на работниците. Добро. Не сум можел, ја не сум имал можност, тие комбинати не биле во моје располагање, па да им ги давам нив. Тие ги има, тие таму беа и претходно. Добро, Харедини. Ама чекај идејата да ја завршам, jer не ти чини тезата. Добро. Значи тие таму и пред тоа тие генерални директори Биле генерални. Биле на тие фирми. Добро. Харедини. Што сум можел ја да... Значи 90, односно 89-та, 90-та година е законот на Анте Марковиќ. Да. Врз база на тој закон на Анте Марковиќ, Да. преку тие интерни акции, Да. во најголем дел Да. во Македонија, на просторот на поранешна СФР Југославија, се приватизират или општествениот капитал се трансформира според тој закон. Да. Големите македонски комбинати, големите македонски Да. предпријатија, преку 50%, 60% беа прогласени дека станале, се трансформирале со законот... институцијата. Ама, да завршам Ама јас реченица. прашањето ќе опостам дека ќе заврши. Институцијата која треба тоа да го контролира, Да. а тоа е службата за општествено книговодство, Да. преку ноќ, Да. на барање на Андов, на барање на целата структура, се дели на два дела. Завод за платен промет и управа за јавни приходи. Никој не може да ги контролира овие предпријатија. Тоа ваш мандат. Не имаш агенција, не, грешка имаш. Како грешка, овие се Праве, факти. Ајде кажете. Па не формираше државата агенција за трансформација. Ја направи, Значи се беше државен орган Мирољуб Шукаров беше. да контролира законитост, ама која законитост? Не се доведуваше во прашање. Братот на големиот, првиот голем мајстор на масонската ложа, зетот на Никола Минчев, што беше брат му, на првиот директор на агенцијата за приватизација, беше зет. Па и он не можел сам Никола да Минчев, дава. човекот кој го правеше Фен, еден од најголемите политичари во време на Лазар Полишевски. Постапката за трансформација не оправил ни брат ни ничија, законот поминал во собрание. Таа агенција имала задача не да предава, него да надгледа дека трансформацијата е во согласност со законот. Не била... Друго е да сме имале некој друг начин на трансформација ние. Да прво биде државно, па да се прогласи дека Джевдет е председател на таа и тоа предава. Таква можност да предава некој некому немала законска основа. Значи јас те викам ти си многу мокен човек и ти мене ми се љутиш и ми кажеш не сум мокен, ништо од мене не зависел. А јас те донесов емисија те прикажам како еден од мокните играчи, пие кафе со олигархијата во Александар Палас, во него време направена олигархијата. Фала ти многу, Македонија е мала, и сите луѓе од тога и до денеска, што меѓу себе не е точно, ама ништо не е точно. И како не точно? Не, па ја Веби Елија сум го запознал кај Шутурков. Ме разбираш? Шутурков беше во агенцијата најголемиот должник за трансформација на банките, jer сите кредити на тој поранешен, како се викаше тоа, компанијата на Македонија Табак. Македонија Табак. Сите кредити што ги користела од банките, како и сите други во агенцијата. И чекај, ама да ти објаснам, jer ти... Ама не, прво даваш теза, не си управо. Не кажуваш вистина, лаж. Јас
Тебе ти имам 15-20 пати видено кај Веби Велија. Вие бевте Па многу му блиски. рече, ако ти, а имаш ли Вие ти, бевте а дали многу- имаш ти вие логика бевте- што Вие зборува? бевте многу блиски пријатели. Блиски пријатели, јас Па не на велам што ти дека личи ова? ја не велам дека Па сте биле човечки е, па дека че- сте биле во забавиште заедно Па ја не или ги- дека сте учеле во основно Ама што училиште. сакаш да Вие- кажеш ти за луѓето, за моите пријатели? Па добро, јас сметам дека Ама ти Веби зошто Велија па сте не биле сум многу се криел, блиски. па не се сум криел од некого. Ти беше и у таа Веби Ама група, ако не се лажам па јас. откаде? Па што врска има? Ти кажувам не 100 пати сум бил. Што тајна е тоа? Откаде ти си даваш право сега да измислуваш дека? Што измислувам? Дека ја сум се криел, па ти си ме открил дека се дружам. Каде си се криел ти? Па не сум се Така криел. го, така го, Па не сум имал, па ни... така го доживаш прашањето? Па да. Не. Па сега ти кажам зашто е така. Зашто? Извинувам, јас се викнав. Еве, ја ќе ти Јас се кажам. викнав во Што сум имал јас? делови на Па Вебија од Градеце. Сум бил во Загреб 80-тите во сладкарата кај Веби. Па што има тука? Си бил во сладкарата во 80-тите? Во 80-тите во Загреб. Што значи дека ти се знаеш со Веби Па што Велија? врска имаше се знам со Значи дека Веби? ама не. Ама што има врска тоа? Чекај, Харедини, ти ми рече сега дека со Веби си се запознал преку Данчо Да, Шутурков. од тога и никогаш. После кога Ти си дојде се он знаел со Веби пред Данчо Шутурков. Човече, врска, ова тема е декласирана. Што има ама што направи Веби? А што тоа те вознемирува Ама толку? не ме вознемира. Што е лошо да сум ја пријател со Веби? А кој вели дека е лошо? Па зошто е интересно за Јас само Па за гледачите не е никаква тема тоа. клупните олигарси во Република Македонија ти си бил Не, пријател. Тоа не значи дека си Па, правил криминал. не. Тоа значи дека си бил пријател. Не, контекстот. Кој контекст? Па чеди, ја ти објаснив дека ја не сум бил во функциите никогаш надлежен некому да давам државен имот. Апсолутно, ни по закон, ни по устав. Кога јас те прашав дека и кога реков дека си дал државен имот? Јас Па реков ти- дека во па твој што- мандат, а во што- твој мандат, Не, ама не па не ни во мој ама не дослушуваш Па- на инсистирање на Да, Стојан Ворид, Андов. не во мој Значи, многу мандат. прецизно формулацијата Не е во- на инсистирање на една политичка партија која е битен дел на власта на Република Вие Македонија. Тоа бит- не е па- ПДП, па не е тоа тајна. е ЛДП, Тоа не е односно тајна. предходницата на ЛДП, Сојузот на Председател реформски собрание сили. беше Андон овај. Председател на собрание е Андон. потенцијален наследник на Па Киро што е Григоров. битно? Кој не знае? Ама што ЕСОК. губиш време на ова Од кога е емисија со укинат? тоа кога Па тоа? добро, за почеток да Не стигнеме е до нас. почеток ова. Ама ти си Не. поканет во оваа емисија, Не. вие сте поканет во оваа емисија, нели таа служувалка што почнавме со Насер Зибери, да ја дополниме. Ама што да ќе дополним? Ја не сум, што ќе дополним? Ја политички. Ја не Ти сум. си бил министар за финансии. Па да. Не, ја стручно сум бил. Ти си бил причината за Петар Гошев да го врати мандатот. Тоа е формулација на Насер Зибери. Петар Гошев не сакал да прифати ти да бидеш министер за финансии. Не, па не одлучувал Петар Гошев и да не сакал. Можеш, ти се испаѓа дека ти немаш како да не си бил, па и млад да си бил, ти треба да си читал како се прави влада. Ако не сакал, не сакал и не станал. Што е проблем? Дали вие бевте причината Петар Гошев да го врати Море мандатот? човече, не сум бил ја во преговорите за правење на влада. Можно ли ти толку мало да знаеш? Не сум бил субјект кој одлучувал кој ќе биде министр за финансии. Дали вие бевте причината Петар Гошев да го врати мандатот? Праша го. Насер Зибери вели, Джевдет Харедини, Насер беше генерален секретар на ПДП. Ако бил, праша го Григоров. А вие сте се Праша пријатели. го Бранко Црвенковски. Добро, а вие сте пријатели сега со Петар Со Гошев? кого? Па како не, зашто? Вие сте Па и пријатели. тогаш сум бил. Сте го прашале Петар Гошев? Сте го прашале Петар Во овој Гошев? случај примитивизам е тоа. Сте го Од прашале твоја страна, Петар? еве зошто е примитивизам? Па што ако сум бил пријател? И тога и сега. И сега Гошев, Он има, чекај. Гошев сега има добро мислење за вас, Не, а тогаш има не, лошо мислење за не, вистина вас. дека Значи, таа. во време го сменил мислењето Не, Петар Гошев. не, Или вие сте не брзај, или вие сте еволуирале. Не брзај, никој не еволуирал. Каква проста работа. Тој тогаш бил ако бил. Како бил, ја не знам, ја не. Вика, не сум за еднократна употреба, тоа беше формулацијата на Петар Гошев. Море човек, он бил и начелно сакал на влада да не му се мешат. Добро. Колку па што е битно тоа? Што има тоа врска со мене? И тогаш сум се знаел. Ја во синдикат во комунизмот 70-тите, во Сојуз на синдикатите сум учествувал кога бил примен како приправник. Петар Гошев. Петар Гошев.
Значи, вие давате зелено светло за Петар Гошев, а тој не дава за вас човек, зелено не светло. даваме ние. Во ова друштво, од кај ги ваѓаш овие работи? Слушај вам, па елементарни работи ти, не дека не знаеш, него па не се одлучува нигде. Јас сум бил член на тој советот на индустрија и родарство, член на советот. Имало председател. Кога се викам, јас сум го примил. Јас сум, кога дошол да го примат на работа, сме гласале да се примат. До тога, чекај, до тога не сум го знаел. Ама од тога го знам. После он стана секретар генерален тамо на партијата. Не, грешка имаш. Не, ама немој, ама не брзај. Времето е скапо. Апсолутно, ама зашто губиш време ти за рекла казала? Не, да ве прикажам дека сте вие мокен, крупна фигура, викате, не, јас сум слаб, ништо, не реков не сум слаб, јас сум бил стручно компетентен да ја вршам функцијата согласно нормите законски и морални. Со луѓето да се однесувам. На која функција сте биле претходно? Ако сте биле компетентен да бидете министар за финансии? Финансиски директор во електростопанство. Цел живот во јавен. Вие сте биле финансиски директор на Гостивар. Во јавен сектор. Во Гостивар, значи. Во јавен имот. Подружница на електростопанство во Гостивар. Јавен имот. Сакам да стручно. Добро. Финансиски директор на едно предпријатие, финансиски директор на министер за финансии за држава. Харедини, ти си најсимпатичен албанец. Значи, ти си ми најсимпатичен албанец и јас имам да ти кажам толку позитивен однос кон тебе. Гледаш, јас сакам да те прикажам како најмокна, а ти одма се нервираш. Не, ти вреđаш. А што ве вреđаш? Еве, вреđаш најмногу со ти се обидува, еве се, ќе ти објаснам. Во кој дел ве навредувам? Еве ќе ти кажам. Ајде. Не ти треба ти мене да ти си бил тој. Јас знам кој сум бил, тоа не е точно, jer функцијата министер за финансии, било кој министер, слуга, не разбираш. Така е по етимолошки. А на кого слуга? На државата. А јас мислев на Али Ахмети. Не, ти сега ги обвинувате дека се слуги на Али Ахмети, а вие сте биле слуга на државата. Министер за финансии, знаеш латински дека е тоа? Па не само министер за финансии. Па не, за министри. Сите министри. Па што сакаш да кажеш дека јас сум бил? Се слуги на народот. На имотот на народот. На народот. На имотот на народот. 92 година на Великден, сигурно. 92 година на Великден се воведува денарот. Значи тоа е национална платежна картичка, се одвојуваме од СФР Југославија. Која година? 92 година. А не сум била министер. Ама не велам дека сте биле министер. Паѓа влата на Никола Ѓусев. Станувате вие министер септември 92 година. 5 септември. Тоа е процес кога се одвојуваме од СФР Југославија, се распаѓа СФР Југославија и фигуративно и практично и секако ние прекинуваме комуникација со нив. Нема печатање на динари, го печатаме нашиот денар и така натаму и така натаму. Вие сте значи дел на таа прва влада на Бранко Црвенковски. Јасна работа. Дали во таа влада на Бранко Црвенковски, кој велите не постои олигархија, велам судрените темелите на олигархија, санкции, ембарга кон тогашна СР Југославија, процесот на приватизација се трансформира преку македонски текови и така натаму, вие и понатаму сметате дека не се ударени темелите со клињата на олигархијата или дека таа олигархија, знаете, можеше да менува влади, можеше да поставува премиери и така натаму. Не знаеш ти ништо. Не, вие затоа ќе ми кажете. Тие луѓе, на кои ти олигарси, преска ти кажав да ти повторам. Ајде. Биле до тој генерални директори на тие компании. Тие компании се трансформира, тие компании. Врз база на закон на собрание на Македонија. Не, врз закон на собрание на СФР Југославија. Кој подоцна македонското собрание усвојува нов закон. Го определува СОК да изврши ревизија, кој СОК треба да изврши ревизија по барање на Стојанов, е укинат СОК и е поделен на елементарни работи, доцна укинат СОК, многу подоцна. СОК било до 90. И Киро Соневски е последниот директор на службата за општествено деловодство. Нити знаеш факти, нити знаеш наука. Ама се, ако не ви одговара, ништо не знам. Ама за оваа тема. Ако не ви одговара, ништо. Не, за оваа тема. Што толку ве дразни оваа тема? Толку ли грижа на совест имате дека во ваше време е формирана олигархија? Толку ли ве дразни тоа? Па нема врска со тоа, јас. Почувствувате ко некоја грижа на совест, ко некоја дамка, ко некоја дамка. Ти објаснив што грижа совест.
Зошто толку се вознемирувате на Па не се вознемирувам на незнаењето твое. Сега мислам ќе ми станете од мислам зашто се вознемирувате За толку? намерата твоја расипана. Ами јас ви ме велам, разбираш, тоа. Јас ви велам дека ве почитувам и горете, како ја те експерт, почитувам, и ама како вака- најсимпатичен албанец сте Не, ми. не треба такви. Јас само Тоа е ви глупо. поставувам- јас Тоа е само ви примитивно. поставувам Како прашање. несметичен албанец? Јас Тоа е ви вреđање. поставувам само прашање. Како вреđаш? Зашто И ви вреđам? зашто ја да бидам Како ја да прифатам добро, ти да ме добро, наречеш? еве средно- Како чекај? средно симпатичен. Извини се. Еве средно Не, ти симпатичен. вреđаш цела албанска нација. А зашто? Па откаде ја најсимпатичниот? Па вас ве знам. Па нема Со вас сум пријател. Не, па Со тоа не вас се сум вика, пријател. тоа е примитивно. Примитивно? Имаме ние албанци во историјата симпатични. Не ги знам, не Па сум чути бил- тога, не сум ако бил- не ги знаеш сум бил албанците роден. и не Еве, јас разговараш. сум имал прилика со вас, не сум имал прилика со зато- Скендербек, сум немал не. прилика, не знам, со Па и јас за другите, со Скендербек, другите ама албанци. сега Вас ве знам, ти сте не ми гледаш биле што албанци има низ најсимпатичен, светот. омилен албанец сте ми Не е биле. точно, не е- Малце нервозен, вака, не е то- незгоден, ќе не- се изнервирате, ама па тоа не- дава убава една Не, енергија во интервјуто. јас така ми е стилот. Стилот. Лажеш дека мене ме симпатизираат сите, никако. Јас ви симпатизирам. Не, сега рече, сега. ве симпатизирам. Ама види што ти излага од Ја уста, ве изгледа, не си симпатизирам. свесен Ја ве што си- излага од тоа уста. Сега. Излагат големи навреди. Ја најсимпатичен. Сега ако речам дека сте ми несимпатичен, тоа ќе биде комплимент. Комплимент. не. А ако ви кажам дека сте ми симпатичен, тоа ќе испадне навреда. Не се разговара сериозно за такви работи. Како не Тоа се? се прости работи, Зашто тоа се се за кафана, Добро. тоа се за фрканција. Добро. Ти сакаш Каде ова ни? мисија да има сериозен тек. Првата Не, ако, сред- ама не сред- останува време овде, Ајде, ја ќе- не сакам да Добро, губам ќе време Каде овде, ни? jer имам други работи што треба да ти кажам. Добро, првата средба со Веби Велиев е преку Данчо Шутурков. Што врска има? Добро, Ама првата- каква ама вие информација? кажавте сега. Па тоа мора човек, па зар смелост ми требало да кажам? Добро. Па што те интересира ти? Данчо Шутурков и Веби Па што ги интересира гледачите? Данчо Шутурков и Веби Велиев беа добри пријатели? Па он имаше бизнис, тото му помагаше на Веби во Албанија. Му даваше стари машини. Таа средба е средбата во куќата на Данчо Шутурков во Црниче? Ха, види, па нити знам кај е куќата, не Кај знам. сте се сретнале? Па што, ја кај у канцеларија Кај Данчо во Шутурков. Македонија табак. Како министар? Он ме вика. Како министар за Не, финансии? како директор на агенција за санација. За санација на Стопанска Да. банка. Не, на банки се вика. На банка се вика. Па Една банка. А на било која банка? Не, само за Стопанска банка. Мораш да рече, информирам. Таа се викаше Агенција за санација на банка, Не, ама- не на банки, на банка. Па не писмен, ајде молам немој да ме Тој тераш исто- да ве. тој исто На како- банка се тој вика, исто како- ама се мисли на било која Се банка. мисли на Стопанска банка е Не, формирана, не, е југо- формирана за не, процесот кредитите на од санација на не, Стопанска човече, банка. не знае што да ти права. Да. И кредитите на Југобанка помина таму. И подоцна станувате член на Советот на Народна Не, банка на не, Република грешка е- Македонија. Бевте ли греш- член на Советот Грешка на е- Народна банка? ништо, па што е? Таа ми пишува, та биографија ми пишува се. Бевте во времето на Борко, бевте во времето на Борко Станевски. Па тоа нема врска човече, јас сум бил во ММФ, во Светска банка. Што е тоа за Крадени. Многу е битно. Па ја ли сум го ставил банка? Поради две причини е многу битно. Што? Првата причина, кога сте член на Советот на Народна банка, ние ја вадиме со ваша помош најголемата афера во последните 30 години во Република Македонија, а тоа е смената на тогашниот генерален директор на Комерцијална банка Александар Маневски. Не беше аферата. Како не беше сменет? Не, Тоа е 95-та година, тоа е сериозен удар, земјотрес на македонската Не, како бизнис, мене што ми кажеш, не после банкарска смена. сменете еден директор на една банка, само Скопска. Информацијата, Скопска филијала на Стопанска банка. информацијата дека ќе биде сменет Александар Скопска- Маневски, дека Советот на Народна банка е информиран од гувернерот, ми ја давате вие. Може, од вас ја добивам- има јас бил ја на добивам дневен ред, информацијата. не е сменет тогај. Си го сменува правниот Што да ти одбор. правам, Си бе, го што- сменува правниот Ама одбор. имам Кај што мака да Ексенте ти- Богоев, фактите ти- кај што е Не, Трајче ништо. Скопски пазар, Не, кај бе, што е човече, Трај Жабе Полков. збориш. Комерцијална банка била никаква голема банка. Филијала на Скопска филијала. 80-тите. Со- 95-та не, година е најмокна банка, пошто Стопанска треба да биде санирана по барање на Светска банка. Не, види, грешка имаш, не ги знаеш овие работи, Добро, губиме само- време, само- џабе само ме вие ради. знаете у Македонија. Он бил на дневен ред во Советот, ја кога сум бил и мене не ми траја мало во Совет член. Ами- Не ги знае, па
On Па малку бевте има еден претършок. Малку бевте министар за Ама финанси, па- малку сте били. Па ја, Малку сте били знаеш да ти на кажам, Советот. знаеш да ти кажам и да престанеш. Не малко. Цел живот јас сум бил одговорен за менажирање на државен, односно јавен имот. И тие работи сум ги вршил честно, никој никогаш ни збор нема покрај мене. Сега ти си се нашол на овој, на тоа се глупи работи. Кредини, бевте министар за финанси. Се сеќавате на нашата прва средба? Мене чекувате тука на улица Македонија. Да ми викаш Не. колку влагат. Не. Знаете зашто се изнервиравте? Се изнервиравте бидејќи имав напишано текст тогаш во Скопски вечер дека Харедини најверојатно си ги пакува актовките или си ги пакува коферите, дека нема да бидете повеќе министар за финанси. Мене чекувате. Мене чекувате на улица Македонија во центарот на Скопје, и тука нели пред сите да бидете голем манго, викате ти си најлош новинар во Република Македонија. Значи тоа е континуитет од 93-4 Не, дали намерно забораваш, не забораваш. Јас велам, ова Македонија може да издржи, јас да сум најлош новинар. Но ова Македонија има сериозен проблем ако сте вие најлош министар за финанси. И не сум бил најлош ја. И така ние го правиме тоа пријателство кое трае види, до многу збориш ти поминуват лагите, види. Ајде. Ти сакаше да провоцираш колку одат нелегално пари во Македонија вамо таму. Не чекај, најлегални, немаме олигархија, немаме мафија, ништо немаме, све функционира легално. И нема. Како тоа нелегални пари? Јас сум ти одговорил, зашто сега да ги замараме гледачите? Јас сум ти одговорил, јас сум министер за легалните пари. Нелегалните пари, човече. Добро. Сваќам. Има други органи. Добро. Полиција ги фаќа крадците. Полиција, ме разбираш? Добро. Јас имам буџет. Има ли управа за приходи? Има ли управа за јавни приходи? Има. Има ли царина? Све има. А тие под чија контрола се? Независни достали под финансии тога. Под Министерство за финансии. А што? Вие бевте ли министар за финансии? Имате ли контрола тамо? Не. Какви се финансиските текови? Сите приходи и расходи. Имате ли контрола како влегува, како не влегува пари? Немаме вакви незналици новинари, ме разбираш. Имавте ли тамо ставка? Имавте ли тамо ставка? Беше ли задолжен Јован Андонов Реган, покојен Јован Андонов Реган, ко вице-премиер на владата за санкциите кон стара Југославија? Кои камиони додат, кои шпедици додат и така натаму? Па влегува ли пари во државата? Не. Како не влегува? Во буџет не. Па вие секој ден ги гледате, па не во буџет, меѓутоа вие секој ден како министар на финансии ги гледате финансиските текови. Што ти прави? Вие може да ги гледате. Ја имам проблем да ти си навлегуваш во теми што ти немаш. Кога одат на годишно собрање на ММФ и на Светска банка, одат гувернер на Народна банка и министар за финансии, што ќе рече дека вие сте клучен играч кој ги следи финансиските текови. Зошто клучен играч? И се не сте клучен играч. Па ма што ти значи, не знам. Па јас знам дека сте клучен играч, дека вие треба да знаете да ви Па поставам не можам да дам. Колку пари влегува од санкциите во Македонија? 92-94 година? Ниеден, ја да знам ниеден. И како не знаете? А како не? И како стана богати овие луѓе? Кој? Пари се врте. Излегува Тома Аврамски, излегува други луѓе, кажат колку контингенти, како се правело цигари, како се правело нафта. За внатрешни работи. Па добро, вие ко финансии, то не тие пари не влегува во финансиски текови. Каде остана тие пари? Не бе, кој ги крал, ги крал. Отишо. А ги крал, значи? Па сигурно. Кој ги фатил, не ги фатили ништо. Ако за да влезат во буџетот крадените пари, треба да заврши судска постапка, судот да го полека. Ајде. Судот да го осуди, да ги врати парите, ме разбираш, и тога министер за финансии ќе знае дека дошле во редни приходи од каса. Точка, заврши. Значи вие во кабинет на Данчо Шутурков сте имале средба со Веби Вели. Што вршка има тоа? Еден од клучните албански играчи во Македонија, кој има улога и 2001 година. Комуникациите со Али Ахмети, тој Веби Вели го има кажано во интервју во емисијата во Ништо тоа не било тајно. Газда на најмокната албанска телевизија во Република Македонија. Алсатем телевизија. Што лоша телевизија тоа? Аме не велам дека е лоша. Зашто ја спомнаш? Имате некои акции таму? Имате акции? Па нема акции никој таму. Не, дали имате, ве прашувам јас. Човече, лаже, тресеш глупост. Не, нема, ве прашувам. Дали имате? Има собственик она. Ама не, дали имате акции, ве прашувам. Нема акции тоа, не акционерско друштво. Добро де.
Дали имате Па не е добро незнаење Дали тотално. имате некој удел? Има има деца, Дали имате ама не да прашувам, дали Може- имате некој удел? може Пошто луѓето од ДУИ кои ве напаѓаат, Може- не. луѓето кои ве напаѓаат од ДУИ, кој ме напаѓа? па вие ги напаѓате Не, кој ме напаѓа? ДУИ ве Кој? напаѓа вас. Кој? Луѓето кои од ДУИ кои вие ги напаѓате. Кој? Вела дека Кој? Каде? Џевдет Харедини почнува да плюка по Али Ахмети и по ДУИ, кога ДУИ ги расипува односите со Алса Тем телевизија. И јас ве прашувам дали имате дали имате некоја улога тамо, дали имате некоја собственост. Грешиш, Да, што е? немам ја врска со Ама ја Алса. не викам дека како немате син ви е главен. Па нека е. Како немате врска? Па нема врска, он Син човече ви е едва наоѓа син ви е 150 души плата да Генерален зема. директор на Алсатем, како Нема немате врска. врска? Сега викате немате врска, син ми е главен во Алсатем телевизија. Па нека е. Го како примил нема? затоа што е мој син. Го примил на работа. Па добро е генерален Ништо. директор. А ш- Ја не викам дека е криминалец. Нема или генерални дека тамо, нема генерални. За финансии главен. Газда има бе синот е собственик синот. Добро на ова. Нема удружење, удели, нема нова акции, асоциација, нема кај што удели, нема акции. Добро. Ама престани, нема. Ама добро што се Камо, нервирате? па се Ама нервирам на секое прашање, упорен на си секој- на секој- во прво, па нема и точка, нема. Ама добро, само чекайте. И терај Која дале. е тоа провокација? Дали имате некаква собственост? Немаме. Одиме Па понатаму. ти кажам 5 пати, 10 пати немам, таква нервоза некоја покажувате, јас мислам дека тука ќе не Боже нешто не ќе сум ви се имал освен ќе ви мојата се случи. плата во животот. Добро, Никогаш нити ми бил мотив добро. да остварам приходи од платата. Никогаш. Добро, Харедини. Во нигде. Вие сте сега против ДУИ. Не сум. Па добро, врз база на текстовите што ги не, читам. ти си како старите жени по селата. Добро, еве ко старите жени сум. Вие пишувате против ДУИ. Не пишувам против ДУИ. Против кого? Не пишувам против конкретни дела. Добро, еве пишувате против конкретни дела. Што сум рекол? Задоволен ли сте ви од ДУИ или не сте задоволен? Па што е битно јас? Е па затоа сте поканати емисија. Дали сте задоволен или не сте задоволен? Па што е битно? Тие многу име гајле, дали сум јас задоволен или не? 2008 година вие сте дел на таа група Која? собира потписи Да. за да биде почитувано правилото победник со победник. Зошто ДУИ не е дел на власта со ВМРО ДПМН. да. И вие тоа го промовирате во хотелот Стоунбридж, го промовирате во хотелот Стоунбридж. Јас снимам интервју со вас. Не сум бил во хотел, Јас сум снимал, не сум влегал. Како не сте влегли интервју сме снимале со мене? Чекај бе, јас Со сум... мене сме снимали не, интервју победник со во победник. хотел Стоунбридж. Чекај, не. Како не сте биле? Па ќе ти кажам. Победник со победник, јас и многу други сме биле уште 98 на крај. Добро. Кога ДУИ не било нигде. Добро. Кога Груевски во Направи со влада ДПА. со ДПА, Така е. кој имаше помалу. 11 пратеници. Ова 14. 14. И ние продолживме со таа. Не, интелектуалци и луѓе, секогаш да во влада бидат влезен представник што го имам поддршката на мнозинството албанци. 2008. Исто тоа, и сме продолжиле после, затоа што Македонија, ВМРО, продолжи и во 2006 да земе во влада ДПА. Истата стратегија. ДПА, тоа е Добро. кај нив. И 2008 година вие собирате Ние собираме група пак да биде ДУИ. да биде ДУИ. 2008 година. И му замерате на Зоран Заев 2017. Ама се извинувам се, чекајте. Замерате на Зоран Заев 2017 година. Зошто не ги апси ДУИ, а ако ги апсеше луѓето од ДУИ, не може да биде формирана, не може да биде формирана влада. Го постави прашањето. Да. 2008 година се залагате Чекај, ама ДУИ ти да биде кажа во власта. завршивме со 2008. Добро, не сме завршили, јас сметам. Значи ние се залагавме пак ДУИ да влезе затоа што имаше победник повеќе. албанците. Значи вие се залагавте за влада ВМРО и ДУИ 2017 тогаш. Човече, 2017 се залагате за победник со победник или се залагате за коалиција СДСМ? Не, 17-та беше, 16-та беше сосема друго. Како друго? Па еве ќе ти кажам, Зашто дозволи. друго? Сега Ама вие до- се залагате за победник со победник или тоа важи само за албанците? Мораш, а ќе дозволиш да ти кажам Ама или не? кажи. Па чути. Кажете, ајде. Само без нервоза. Не без нервоза, не без нервоза. Да. Молчи, не треси. Во моја емисија, Чекај, можете дома да кажувате некој. Чекај, ама и ти можеш. Во моја емисија. Не. Јас кажувам. Не кажуваш, ама ти прашуваш. Саке се смирите, саке се смирите и да ќе одговарате. да прашуваш. Ќе одговарате. Ти да прашуваш и да Саке чутиш. се смирите, ќе одговарате. Ајде.
2008 година се залагате победник со победник. Да, па како 2017 се залагате победник со победник или го менувате ставот? Не го менуваме ставот. Значи вие се залагате Груевски да направи владата. Не, грешка имаш. Чека се прашам, 2017 се победник со победник или не се залагате победник со победник? Грешка имаш, тотална грешка. Ајде, што е работата? Првиот, 4 пратеници, најмало 4, СДСМ ги доби од албанците, пошто више незадоволството према ДУИ се ширеше во тие години со ВМРО многу, немало. Корупција, криминал и така натаму. И доби, онда не ги имаше тие 4 пратеници. Добиени од гласачи албанци кои не гласа за ДУИ. СДСМ нече беше во игра натаму за формирање влада. И тоа го знаеме. Тоа го знаеме. До тука. Но и со тие 4 пратеници албанци СДСМ има 2 пратеника помалку од ВМРО ДПМН. И со тие 4 албанци СДСМ има 2 пратеника помалку од ВМРО ДПМН. ВМРО победува на изборите на 11 декември 2016. Вие, ако се залагате 2008 година победник со победник, дали 2016 се залагате победник за тоа ве прашувам јас? Не, беше. Зашто не? Еве ќе ти кажам. Тоа важи за Албанција, да не важи за сте принципиелни или не сте принципиелни? Да ти кажам, бе, човек. Ајде кажи. 90-те години се најсрамните години коалиција ДУИ ВМРО. Толку он, Груевски, со таа фамозна амнестија, го взеде Али Амети како заложник, за да вика тамо, одите, гласајте за амнестијата, за да бидеме рад цел мандат. Вака звучи. Мислите дека Груевски го оценуваше со амнестијата Али Ахмети, со хашките случаи? Па сигурно. Дека затоа беше конструктивен? Апсолутно. Али Ахмети? И тој, за да бидеме рад цел мандат, и бидна рад цел мандат. 1 милиарда пари од буџетот идоа за Скопје 2014. Не се изгради ни 1 километар се фалат од ТУИ за инвестиции на подрашја со мнозинско албанско население. Ни 1 километар. 8 години траеше реконструкцијата на театарот албански. Бевте понижени како албанци? Значи, бевме. Може да сватите колку сме ние сега понижени ко македонци, кога македонските партнери во власта се во подредена позиција? Постапите соодветно. Кога македонските партии, и кога сега излезе предлогот ВМРО и СДСМ да прават коалиција, албанската јавност и албанските интелектуалци се побуни и рекоа, видите, тоа е формирање на партии по етнички и коалиции владени по етнички принцип. Кога има тиранска платформа и кога се договарат албанските партии кај дерама, тоа не е по етнички принцип, а кога се договарат македонските партии, тоа е по етнички принцип. И вие постапите исто. И македонците, кој ви брани? Добро, Хредини. Кој ви брани? Хредини, се извинувам. Ке ве вратам за Насер Зебери, ке не избега, мислате, ако тој е многу битен еден дел, затоа и ве покани во емисијата. Али Ахмети вели дека тој е човекот кој е расторил Југославија. Дека тој е човекот кој удрил колец, главов колец на Југославија. Дека ќе внесе Македонија во НАТО, дека ќе внесе Македонија во Европската унија. Се однесува како Јосип Броз Тито кај албанците, кај албанскиот електорат. Победува 21-22 години на сите избори, најтешко 2017 година на локалните избори, кога Зоран Заев му фрли гума за спасување на Али Ахмети. Ако Зоран Заев 2017 година не му фрлеше гума за спасување на Али Ахмети, Али Ахмети ќе заминеше во политичка пензија. Али Ахмети е Јосип Броз Тито на албанците во Македонија, или не го сметате дека Јосип Броз Тито на албанците? Прво, се тоа што збориш воопшто не е точно. Апсолутно. Југославија ја формирале. Не зборам јас. Ама те слушавли? Ама не, видите ми залепувате етикета. Јас само цитирам што кажува Али Ахмети во интервјуа на албански телевизии. Па немам ја проблем со Али. Али Ахмети не говори точно. Не, јас само цитирам. Не ме интересира мене дали збори Али Ахмети точно, јас зборам. Јас да ти кажам. Добро. Југославија 2 пати била формирана 2 пати
со волја на српскиот и хрватскиот народ. И 2 пати пропаднала поради нивната волја. Овие другите, од Словенија, Македонија, Црна Гора, Босна, да не беше тоа со идејата за Југославија родена во Загреб, во време кога Србија се бори против Турција и така натаму. Илирското движење и така. Ако ти, знајќи ги овие факти, ти знаеш ги факти, веруваш, ти мене ме прашам, мене уопште не ме интересира, али Јас сум ви цитирал. ама чекај малку. Јас ве прашам дали вие така го доживувате? Ама немој да кажеш вие. Кога збориш за албанците. Не ви персирам. Ама јас мислам на вас. Не греше. Јас мислам на вас. Вие ми се обраќам. Кој вие? Вие, значи ја не можам да ви Ја речам. не зборувам овде во име на албанците, лично за мене зборувам. Ти ако веруваш, ти, од како ти објаснив, молим те, не ме упаѓај, од како ти објаснив моје гледиште за такви крупни историски теми. Вие. Чекај. Мислам на вас. Чекај. Не на албанците, на вас. Ајде, кажете. Ти мислиш дека Алија Мети па мисли, дека онија... Не мислам јас. Ја ве прашам дали вие како Џевдет Харедин мислите дека е Јосип Брос Тито? Па ти кажав. Ти кажав моје гледиште. Дека не е. Ти кажав ја повеќе Алија факти. Ахмети успеал да ги совлада и КОС, и УДБА, и да ја растури Југославија. Па добре бе што? Тој го кажува во сите јавни настапи. Па верувај му ти, не ти верувам да, ја викам дали вие не мислите бе македонците како сите Џевдет нека му Харедини. веруваат. Ја ти кажав моје мислење не за албанците, за Алија Мети ти кажав. Дали Алија Ахмети ги реши и ги оствари сите стремежи и желби на албанците во Република Македонија, кои почнале тамо со Илирида. Вие во последната емисија што имавме снимано тука пред година и пол дена, рековте дека вие сте биле клучен во процесот на Илирида, дека вие сте ги бореле гласовите. Сега Насер Зибери вели дека вие не сте биле клучен, дека сте биле тамо некоја резерва. Ама заврши. Да ти објаснам. Да. Јас мислам дека сте многу коректно. Вие тамо сте биле некоја златна резерва, тамо ве пуштали у 93-та минута. Првиот пакт сум ти кажал, човече. Не сум бил јас, ти кажав, не сум бил ни член на председателство на партија ПДП. Не сум бил ни член на председателство на Подограново. Па како сте биле главен во Илирида ако не сте биле член? Па не сум бил главен во Илирида. Па така вие кажавте минатата емисија, вие сте ги броиле гласовите. Не бе, човече, сте биле на член на комисија да го спроведи член па тој што број гласови не е главни. Дека сте биле председател на комисија да го спроведи референдумот. Ама не дали намерно, еве одлука да се формира прво Илирида е на председателството на ПДП. Председател Невзат Халил. Председател е поставен Џулјас Физулах. Овој секретар Неим Салмани. Тука овој беше генерал, све тачно, ништо не кажал неточно овој Насер Зибери. Ништо. Малку сте се лакирале биографијата. Не. Кажавте дека сте главен на комисијата за малку сте се. Ај наже ја да сум бил. Преска ти реков дека не сум. Сте се кречеле. Малку се кречете биографијата. Не сум бил главен нигде никогаш. Одлучуваат тие да референдум да се прави. Председателството. Која е вашата улога во тој референдум? Комисија за спроведување на референдумот. Значи како ова комисија за избори и именување. Да, изборна. Сте ги броиле гласовите тамо. Да. Записник сте правиле. Да, ги имаме кај мене записниците. Да. Значи ништо не сте биле тамо. Море човече, ти од почеток ти... вие сте били управа, свено гола вода сте биле, па еве прам маркантна фигура тука викам Харедини, све зависи од него. Па да се враќаме назад, реко кога ти викаш, лажеш дека не знаеш, затоа ти викам. Значи вие гола вода сте били. Така, гола, па сигурно. Јас сум бил стручната работа за која сум земал плата да работам. И сум работил често. И македонци знаат, и албанци. Дали сте имале комуникација со Сали Бериша? Не. Сум бил, ми рекле, че кога се двоеше ПДП, ова со УДБА, чекај. Ме праша да те праша. За кој УДБА? Ама кога ме прашаш, немој пред да завршам да ми влезеш. Не сум бил... Дали Сали Бериша ве сметаше вас како негов фаворит да бидете лидер на албанците во Република Македонија? Не. Дали Сали Бериша ги пратил своите најблиски соработници
на разговор со вас, Ги пратил. кога живеете Не само кај мене, и кај други. Добро, кај вас ги пратил. Кога барал, Дали ви понудил да бидете лидер на партијата која ќе биде не формирана? тој лично, Неговите најблиски па не соработници. само мене, На ко? и на други. И на Мухамед Халили го барале. Барале кој да го замени, пошто поднесе оставка од тој Сали Бериша, не за Халили председателството. Поради него Де- поднесе, поради А? Сали, поради мешањето на Сали Бериша. Да, на телевизија излегува во Албанија, тие се издадници, тие за цело председателство на ПДП, ме разбира. И после ги пушти во Македонија невојте од тоа. Вамо се работуваше со Мендух Тачи, кој на крај видиме кој бил. Све удба тоа, удбата на Албанија, удбата на Македонија, Сали Бериша, Киро Глигоров, тоа иди бараше. Мене ми дошле ноќе, ме викнале да излезам, ја министер. За финансии. Во гостивар, ме разбираш ми, и те барат некои пријатели во кафана кај што седевме во центар на гостивар, Аполонија. Чим се од Албанија, и да одам сега, ги сакаме ние, албанците од Албанија. Кога гледам, тројца, четворица луѓе, и после ги знаме имињата сега, сите, jer после... Ги проверивте, ги видовте. Ги проверивте. Не, па дошле и по состаноци дошле. Упорно земале. Значи повеќе состаноци со вас сакале. Не со мене, човече, зашто се прави? На состаноци официјални на партиите. Добро, со вас имале состанок Па, имале. може се завршив, ја му реков, ја треба да спијам, одам на работа. Одете во Тетово. Значи не им прифативте. Не, одете во Тетово, има председателство, има све. И толку никогаш више. Не сме ги видели. Колку тоа. Ти си бил тој, ти си бил... Ништо, ја не сум бил тајно. Насер Зебили вели дека сега во Албанија се отварат одредени архиви, информации, дека представници на албанските служби, албанските, како да ги наречеме, структури, учествувале во војната 2001 година. И ако вие велите Али Ахмети не е некоја албанска верзија на Јосип Брос Тито, меѓутоа Али Ахмети... Чекај бе човече, ја не сум ни правил таква споредба, ти си правил. Ама јас те прашувам, јас бе Ма прашувам. нема прашај, па ти одговорив како пропаднала Југославија. Али Ахмети расчистува со своите најблиски соработници. Па нека и со расчиства. Гзин Па што ме- Естрени, па што и ме со брига? Фазли Велиу, и со Муса Џафери. што? Нели таа фамозна четворка што владееше. Што, па со што Дуи, имам јас со тоа? Исто како Тито што расчисти со Па целата таа структура. па се расистуваше и Толку- па и ДПА, па и сите тие се нормални појави. Што толку мистериозни ги правиш? Не бе Па прашувам. нека Бе прашувам, гледате во Не сум, Македонија, па гледаш во дека Македонија заев не може па со гледа- Шекеринска, па гледа- па- не може со другите и па поднесе гледаш- оставка на па Али глед- Ахмети расчистува па- со па- сите. па гледаш- Значи е неприкосновена фигура. Па нека е, албанската- што ме интересира мене што е тој Али Ахмети? Воопшто. Ја ти кажав дека во политичката технологија, во органи политички, партиски, уопште не сум ни бил член, а камо ја, ова било тоа, па нека било тоа, што е битно за мене, што бил Али Ахмети? И што расистува во партијата? Нити со, колку ти, толку ја, што гледаме навечер на телевизија. Па нека расисти. Хредини. Заврши. Али Ахмети. Доста више не ме интересира Али Добро, Ахмети. Али Ахмети се. Не ме интерес. Чекайте, вие сакате за власта, за опозиција, што сакате? Еве, например, кажете. за Кој што- вие, ама кој вие? Вие, како Џевдет Харедини, јас ви се... Ништо не сакам ја више. Ја ве персирам, бидејќи тоа е културно. Не, Ја не ви се обраќам не, на ти, не, ви се обраќам на вие. Не сега, на 84. Никогаш тоа прашање не требало мене, jer ја никогаш не сум Харедини, Никогаш не. гледате, Хашим Тачи, Кадри Весели, завршија во ХАК. Имаше одредени информации дека е повикан на разговори во Приштина и Али Ахмети. Па нека е повикан, шо? И тоа не се случи, знаете. Вие сега имате одредена теза, што ја читам во вашите Facebook написи, што ги слушам во вашите настапи на електронските Таму јавни медиуми, се. дека Артан Груби, со помош на бомбите на Зоран Заев, има контрола врз Али Ахмети. Сум го кажал Тоа е- во весник. Добро, јас не велам дека не, само цитирам тоа што сте Па кажали. и- Вие сметате дека и сега, завршено. а сега е конфликт Кој? во рамки на Дуи, Па нека е. каде што е на една страна Муса Џафери, огнените момци и таму е главен Изет Добро бе, Меджити, во ред се и на разбира. друга страна е Што Артан има Груби. тоа со мене? Дали сметате дека Али Ахмети поради бомбите кои Зоран Да, Заев сум му го ги- кажал 100 Па пати. добро, не сте кажале во емисијата, ве прашувам. Па да бе, ти реков. Што е вашиот став? Уценете Али Ахмети? Па како ќе го читаш? Ако имат, сум ти кажал и друг пат,
Али Ахмети на пржинските преговори е притисок со он би вршил, хоте ми кажал. Хоте, ме разбиш, во присуство и на друг трет. Ме поддржуваше мене, ме поддржуваше Али Ахмети во преговорите пржински. Во еден момент го кажа Питер Ван Хоте, го кажа во интервју во Фокус на 29. април 16. И ја го читав. Го сретнав таму на еден панел некоја ме разбира. Му реков на, што не знам ја англиски, кога ќе излеземе пауза ме интересира, читам вчера на Сашо Ордановски, беше со мене. Излеговме. Што ве реше тој притисок? Тој притисок реше цело време ме одржа, едно време Груевски бараше пауза. Добро. Пауза, отидо, се задржа долго време, дојде Али Ахмети, се го промени ставот. Добро. Ставот, чекај, Ајде. спорот бил најмногу, се сеќаваш, дали изборите да се одржат на 24. април или на 6. јуни. Тие барале што побрку да бидат ВМРО и ДУИ, за да пак ги смета дека ќе ги добијат изборите. Не. Одеднаш вика Али Ахмети помина да го поддржуваше СДСМ. од таа пауза. 11 декември да бидат изборите. Тога се одлучи 11 декември. Не се одлучи тога и после. Прво пропадна тоа. И Чекај, ама изборите се чекај. пролонгира со помош на Па во Чез ред бе. Бейли и беа на 11 декември. Па во ред беше, па беа тоа што е сега. Сега ти изборам првата тема да ја завршиме. Каде е конфликтот сега внатре во ДУИ? Кај И зошто Али Ахмети одлучува, после ГЗ Мострени, после Пазли Велил, да расчисти со Муса Џафери. Врз база на тоа што го пишувате на Фејсбук, кај што велите Димитар Ковачевски бил дел на Телеком групацијата, да поминеме на таа тема малку, да поминеме, ова не ме интересира. која правела одредени работи тука во Македонија, па имаше судски случаи, па Њујоршка берза, па Слободан Богоевски имаше одредени изјави дека носел пари, неодредени, точни. И врз база нели на Не точно, на таа афера Муса Џафери не е точно. беше трнат Ма човече, од функцијата. човече не ме интересираат детали. Сега врз база на тоа Врховниот суд одлучи дека Богоевски не клеветал. Jer овие го тужат дека ги клеветал. Значи одлучува дека не Не клеветал. клеветал. Значи дека е вистина. Не знам ја дали е вистина. Тоа значи Хередини дека ако Ковачевски бил во Телеком, не е битно на која функција, бил во Телеком во тој временски. Му викам ти може да знаеш кои се ти. Ти ги знаеш директор. Во тој временски. Казни ти се Тоа директори. значи дека Али Ахмети, Казни дека Али ти, не ме Ахмети интересира. дал зелено светло Ковачевски Не ме- да дојде на Па, Значи бе, не само Зоран не, Заев, не, туку и Али Ахмети не, бил согласен не, Ковачевски не, да дојде не, на функцијата, бидејќи не грешиш. сака да му не, се и без ова одолжи за и да не беше ова Телеком човече, и да аферата. не беше ова, Али Ахмети легитимно има право да влијае кој ќе биде премиер. Немој сега мене да би... Па ти ги знаеш овие работи. Он е го викнал нормално дека ако некого не сака, вика овој не го сака. Ме разбира, нема да гласа. Тоа е без... Каде е конфликтот во ДУИ? Околу што е? Околу парите? Околу наставник на Али Ахмети? Каде е конфликтот во ДУИ? Нели јас обидувам да викнам албанци кои ги знаат тие работи, тие процеси, ние слушаме сега дека има огнени момци и дека има друга страна која Али Ахмети го персонифицира, таа друга страна конфликтот е до сега во пари или во лидерската позицијата? До сегашните Заев е крив. Бомбите се скриени, иначе ако се... И Заев не е огнените или Заев огнените? Мислите дека Заев стои за огнените момци? Не ме интересира тоа воопшто. Добро, вие пишувате. Не мислам. Не. Тоа што пишувам, за тоа стоам. Па затоа ве прашувам. Па, Дали не, Зоран што ме Заев, прашаш? дали Зоран Дали го Заев знаеш има одговорот комуникација, мој? има комуникација? Не, бе. И дали Зоран Заев стои зад огнените момци? Не, друго е, подлабок е проблем. Ајде кажете кој е. Проблемот е што и Груевски и Заев парите од буџетот на Македонија со парите ги плаќат гласачите на ДУИ. Како ги плаќат? Со да седат дома и да им се им праќа платата. 10 години, ова, ме разбира. Значи нишаат врата и земаат Нишаат плата. врата, бе. Тоа е суштината на проблемот. Иначе не би биле нигде, ме разбира. Албанците
Прво. И сега ќе имате Албанец за премиер. Не, И сега ќе ама бидете- те молам да и сега ќе- и завршам, сега ќе ама те бидете- молам сега ќе оно што бидете горди, те молам оно ќе што бидете не ме достоинствени. интересира мене премиер. А се чувствувате горд ако имате Албанец за премиер? Не. Ево се имате спикер, човече, имате спикер со море Бранески, човече после да Вулнец, ја Царова, го завршам- имате Тала, Джафери, сигурно сте многу Да ја горд. завршам идејата. Ајде идејата завршите. Па ме прекина. Кажете. Ме прекина, ако вака продолжиш, не за друго се плашам од тебе. Само што продолжив да ти кажам. До крај дјат. не можеме да Албанците, чекаме два албанците, сати. чекај. Сега ќе бидете ли горди? Сега ќе бидете ли горди ако имате Чекај, Албанец премиер? чекај. Немој вие, мене не ми треба ни. Ве персирам. Не. Значи значи не културно да ви се обраќам на ти. Не. Зато ви се обраќам на вие. Па нека биде, зашто да не биде албанец? Зошто да не биде албанец? И ќе бидете горд? А? Кој ќе биде албанец, на пример, еве? Што Не. мислите? Насер Зибери кој ви е пријател или Не, некој друг? не ме интересира ни Вие спор. рековте дека може да се јави амбиција кај Бујар Османи и може да се јави амбиција кај Артан Па Груби. може, зашто? Да бидат албанец. А зашто да не се Парфалма. јави? А зашто да не се- Прашувам дали мислите Даде може да се јави амбиција, да. И што? Заврши. толку кратко одговарате? Не, па што имам со тоа ја? Па не велам дека имате, викам дали мислите даде, што мислите кој би можел да биде, кој тоа би, е прашањето. ови потенцијалните што ги гледаш, не може дојде некој што никогаш името не ме спомна. Ако имаме американска амбасадорка, Да. која во својот настап пред Сенатската комисија ја означи борбата против корупцијата како клучен неизин ангажман во Република Македонија, посебно апострофирајќи ја борбата против корупцијата на ДУИ, и така го почнува незиниот мандат во Република не кажала посебно. Македонија. Не, Така го кажала, почнува. знам да ти Зошто? ама не е точно дека кажала за Не, Дуи. не сте погледнали, за Дуи ме Не, кажа, ама не сте не ми, погледнали. ако ти- И рековте дека не знаете англиски. Значи веројатно некој Не, погрешно не, има не, преведено не. што има кажано. Неважно. Човече, Зошто човече, ја прекина борбата човече, против да ти кажам, корупцијата? човече не Ајде. кажала така. Јас пишувам на Фейсбук дека кажала во Македонија Ама не велам дека вистинска катастрофа. Е корупцијата. Да. И дека со таа корупција не можеме да станеме членка на Европска унија. Добро. Зошто ја спречи таа борба? Гледате, одеднаш американската амбасадорка е, како да ви кажам, дури не може да се препознае таа што дојде и таа што е сега. Одлично, одлично. Јас во Фейсбук тие прашања ги поставувам. Еве, не излед, директно. Добро. А што правите вие новинарите? Не, ти, зашто не одиш ти да ја прашуваш? Ја на Фейсбук ја прашувам. Ева, и од како излезе од Алсат на интервју. Таму. Јас ја прашувам, незе, лично на Фейсбук, јавен Фейсбук. Што ја прашувате? Зошто ништо од тоа, него дојдоа тројца од функционери високи, од Стејт департмент. Од Стејт департмент. Значи шефовите незини. Шефовите незини дојдоа, откако дојдоа тие, таа више И рекоа да не поставува прашање, да не се бори за оди корупција. прашање, не. Па не, прашувам анализа праиме. Анализа праиме. Не, па ја давам као факт и го пишувам. Мислите дека Бујар Османи си има јавено во Стејт Не, департмент? праша го. Дека ако се борат против корупција може да падне ти- ова влада? Ти зашто не го праша Бујар Османи и Анжелина Па не Агелер? можам да направим интервју. Не. Сум ги барал за интервју, Не. Бујар Османи неколку пати не прифатил да Не, дојде. не, Да дојде не, за интервју не, не. на ваше место Не, би го прашал. Ништо не поставуваш добро. Чекај да ти објаснам едно по едно. Праша ја Ангелер, дали е точно дека тимот за санкции дојден на покана на Бујар Османи. Бујар Османи. Не ја прашај. Ќе ја прашам ако прифати интервју. Не бе вака јавно кажи. На Фејсбук да прашам? На Фејсбук. И што ќе има влијание да дојде тука, Ама ти- вака да ја ама праша, тоа е твој па малце да се мрда вака Ама во то- столчето ама како тој вие, твој е проблем. да се нервирате, Ама тој твој е проблем. да Ама тој- гостувам. ама тој- Ако дојде, јас ќе ја прашам. Силата па мене ја ми кажав ли, е, силата мене ми е во емисијата. Ја ти Ќе кажам дојде, ќе тебе- ја прашам, и ја тебе ќе се ти кажам нервирате, дека јас- ама на крај ќе одговорите тоа што сакам ама на да крај- кажете. На крај ја ти одговарам дека ја прашувам. Супер. И што точно. мислите? Бидејќи Ама поставувате рече сум прашање. кажал. Добро, еве Па ти кажав што мислам. Дали вашата интелектуална Да. улога завршува во поставување Што ме прашање брига? или во размислување зошто нешто се Тоа што случува? размислувам тебе ќе ти кажам. Па пред гледачите мене Не, не мора, не, јас не. ќе се трнам. Еве пред Море гледачите човек, кажете. ти си еден слабич Дали мислите- кој нема три чести да ја праша, ми постав, па јас сум ја праша. Харидини.
Јас сум ја прашал и со самото... Навредувањето е знак на немоки. Не. Значи, цела емисија. Се вртите ко црв тука во столчето. Навредувате. Не сакате да одговорите на прашање. Не сакате. Што имате путер на главата. А што? Значи, цела кариера. Медиокритетски сте ја поминали. Кој е прашање? Сте се фалеле дека сте начело на таа комисија за Илирија да исполнат, ама гласови сте броеле. Тука сте биле некој приврзок на Веби Велиев ја возможил, па сте возможиле тамо на олигарсите да направат тоа во Република. Па во ваш мандат се кршење на санкции кон СР Југославија и сега вие губите некоја величина, некоја грандиозност така натаму. Еве одговорите. А што каде се бил искрен ти во интервјуто? Еве одговорите. Дали вие сметате дека Бојар Османи си има јавено во Стеј департментот и има побарано да биде прекината акцијата за борба против корупција во Република? Ама еве прашам дали вие мислите зашто имате проблем да одговорите, нели вие сте силен, храбар, јунак. Јас сум слаб. Еве прашам, кажете. Ја прашувам Агелерка. Вие страв да прашате? Вие страв да одговорите? Зашто се плашите да одговорите, Харедини? Кој сте толку силен, храбар, бокен или рида? Дали некој од ДУИ инсистира во калето на американската амбасада? Па добро, што мислите? Да или не? Не знам. Ја кажав дека вака и вака фактите, јас ја прашувам амбасадорката. Како ќе заврши конфликтот во ДУИ? И дали конфликтот во ДУИ е кој ќе ги дели парите или кој ќе биде наследник на Али Ахмети? Зависи, ова криза е погодена со проблемот со уставот. Се додека не се расчисти со промена на уставот, jer сега временски е дојдено во исто време. И тука никој не знаат ни овие од странство како овие две работи да ги двојат. Сега, ДУИ, бидејќи во таа положба во која нема лесно да дозволи да се отворат други процеси, антикорупција и така натаму, за тоа, додека ги држат македонците за дека одма излагаме нема промена на уставот. Добро, мислите Харедини? Затоа што се погодени временски во исто време. Харедини, мислите дека има европска коалиција која ќе оди заедно на парламентарни избори, дали редовни, дали предвремени? Зависи што ќе се случи со епилогот од уставот. Како албанците во Македонија? Епилогот од уставот зависи како ќе биде. Како албанците во Македонија ќе реагират ако Македонија не ги направи уставните измени, а Албанија без Македонија продолжи напред? Ништо. Како со времето на Никако влијание нема тоа. Тоа е грешка што се става. Во тука, пошто ние имаме можност да гледаме и српски, и македонски, и албански телевизии овде, па и гледаме и во Албанија. Ништо нема да... Апсолутно, албанците, нажалост, поради овие корумпирани структури во Македонија, многу, и македонци и албанци, секој ден и македонци одат, али албанците си одат. На гласање не излагат. Движењата во Косово и во ова овие партии, ДУИ и другите. Демек, ако биде тоа, ќе биде, ништо нема да биде. Албанците, ништо нема да биде. Се сеќавам на една, како куриозитет. Утре дента беше најавено да се прогласи независноста на Косово. Тоа е 27-2008. Негде бевме на некоја трибина и ова беше Шеќеринска. Знаеше, каде се возевме со кола, доле негде кај Охисина. Вика, джебзето утре што ќе биде во Тетово, што? Па утре ќе се прогласи независност. Ништо нема да биде. Ништо нема да биде. Ништо нема да биде. Ништо нема да биде, не се секире, не се плаши. Харедини, последно прашање. Хашим Тачи е во ХАК, Кадри Весели е во ХАК, Али Ахмети е главен тука на македонската политичка сцена. Како успеа да преживее? Не знам тоа како успеа. Он зависи ако тие прво законот важи за нив. Треба да му пали толкова свеќе на Никола Груевски што го амнестираше? Па се да ти кажам, ме прашамо. Не упаѓај. Ајде. Па после овика емисијата. Значи законот важи за Косово. Не разбира. Ама Али делувал на Косово? Тамо делувал. Тамо не се сите тие четворица се. Така е. И тие се осудени со закон на Косово. Не меѓународен суд.
на Косово. За него тие ги викат, тој специјален суд косовски со седиште во Хаг, со седиште, Али Ахмети, до сега не го осомничене. Дека правил таму Го винува Артан Груби, жолта кукија, дека знае. Добро бе, тоа сме чули сите, и ништо од тоа не... Мокен Артан Груби? Тоа не те чини тебе сега. Сето тоа беше... Бо толку е мокен Артан Груби? Не, моćен беше, не знамо... Го гледате како наследник на Али Ахмети? Не, тоа моје мислење со одење на Али Ахмети, таа партија нема да постои. Нема да постои. Така беше не само... Како Југославија после Тито, како Југославија после... Не, ПДП отиде, кога отиде Абдарман Алити, исто отиде. ДПА каде? Харедини. Што сакаш да го договор? Ништо. И што ќе си го ставите и туј? Туј, Харедини. Ти и понатаму, и вие и понатаму сте ми најумилен албанец. Себе да не речам симпатичен, бидејќи тоа е навреда. Најумилен албанец. Многу здравие, многу среќа. Малце тензии направихте во интервјуто, ама ако и тоа е убаво, тоа е убаво. За тебе е убаво, за мене не е убаво, не личи мало. За тебе, за емисијата, многу луѓе ова што зборуваме ние нити ги интересира. Сите ги интересира. Сите ќе гледат 70-80 луѓе, да бевме помлади, ќе имавме некој корист тоа што не гледат. Ми остана мало да зборам за инвестициите во албанските делови на Македонија. Мало ти кажа. Тоа ќе правиме во следната. Мало ти кажа. Коридорот тоа сам почнав да се гради кога почнав автопатот Скопје-Тетово. Тоа е делница на коридор 8. И сега не држи овој што вика спектакуларно ќе почне. Почнат до Гостиваре изграда. Коридор 8 е до Драч. Од Драч до Елбасан е готово одамна. Од Елбасан сега се градат 4 до година се пушта. Останува само Македонија не може. И шо ке не коридор? Ние ќе си видиме сами, ќе си видиме тука и ќе си живееме, како вика, што ние бараме таму НАТО? Ние ќе си видиме тука, а вие албанците сте научени да бидете затворени ко време не врхоџа, така да ќе бидете среќни и сме нашли и задоволни. Новинари како тебе. Харедини, фала многу. Многу здравје, се гледаме во некоја следна прилика. Во едно посмирено издание. Не, вака ако поставаш смирено нема да биде никогаш. Тоа рачунај. Добро ќе мине така. Смири се ти, прашање си има, поставувам прашање. Може малце незгодни, може малку незгодни прашања, меѓутоа, знаете како викат, нема лоши добри прашања, има лоши добри одговори. Олигарсите на Македонија, цел GDP на Македонија 13 милиарди, а таму во Русија 13 милиарди. Олигарсите. Кај се тие пропадна сите? Фала многу. Тука некаде е крајот на нашата емисија. Интервјуто со Џевдет Харедини, 65-66 минути, тврдо интервју како што ви кажав. Се надевам дека уживавте во емисијата. Ако ви се допадна нова емисија, ново дружење, недела во 22 часот, до недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонијо, каде да си?